Министерот за локална самоуправа Горан Милевски и градоначалникот на општина Кочани Никол Чолиев денеска направија увид во реконструкцијата на мултикултурниот центар во Кочани, проект финансиран од Европската Унија преку програмата за прекугранична соработка помеѓу Бугарија и Македонија. Ова е еден од објектите, од проектите во општина Кочани кои што се поддржани од Министерството за локална самоуправа, проект кој за граѓаните на општина Кочани е од особено и огромна важност. Првим бидејќи објектот се наоѓа во централното градско потрачје и истиот ќе биде реставриран во автентично, така како што изгледаше и порано, и граѓаните ќе добијат простор кој што ќе биде наменет исклучиво за потребите на граѓаните, односно посебно за младите, за младинскиот активизам. Простор и нешто што навистина на Кочани одамно недостасува, а со овој објект очекувам дека и оваа потреба на младите и на граѓаните на општина Кочани ќе биде задоволена. Вкупната вредност на проектот е 562.353 евра, од кој 315.825 евра за македонската страна, додека пак 246.527 евра се наменети за бугарскиот партнер. Парите се обезбедени од страна на Европската Унија со вкупно учество од 422.715 евра. Македонската страна учествува со 37.000 евра од Министерството за локална самоуправа преку Бирото за регионален развој и дополнително 65.000 евра и од општина Кочани. Правивме веќе увид на овој објект, старо кино, на вистина историско значење за градот Кочани. Како што каже градоначалникот, 315.000 евра се обезбедени од меѓуграничната соработка со Бугарија. Министерството ги кофинансира проектите да не бидат на терет кофинансирањето на општините. Министерството превзеде таа обврска и кофинансира 15% од вредноста на објектот. Навистина сум воодушевен од градежните работи и што се ќе представува овој објект. Практично ќе биде мултифункционален проект, ќе биде наменет пред се за младите, но и за културните активности во градот, за презентации, за изложби, за промоција на книги, за трибини, работилници, обуки, сето она што е неопходно и кој што ваков простор на вистина му фали на Кочани, може да има и регионално значење и токму затоа е поддржан и од, да речам, од планскиот регион. Проектот создава поволни трендови за развој на конкурентна туристичка средина врз основа на искористување на потенцијалот за развој на фестивалскиот и креативниот туризам. Крајниот рок за реализација на предвидените активности е во јули 2021.